Значи, неговата теза постане поприлично јасна и децидна. Значи, најголемите непријатели на ВМРО сега треба, или на Никола Груевски сега треба да прават заедничка коалиција, тоа е Бранко Цренковски, Мендух Тачи, Љубе Бошковски и Љупчо Георгиевски, а шеф на целата парада треба да биде Бранко Цренковски. Па тој сега овие денови шетајќи по нови потфати на владата, што всушност изговара? Изговара тоа што очигледно во нивните го плаши. И во нивните кругови очигледно ова што вие го велите е топ тема. Имено таквата коалиција или некаква идна коалиција во која што се разбира нужно стожерот би бил Бранко Цренковски е ноќната мора на ВМРО-ДПМНЕ, односно повеќе на Груевски и неговото окружување, нешто за кое што тој се разбира е сосема свесен и гледа сега да го определи точниот тајминг кога со нив ќе треба да се соочи, кога таа битка кога вие очекувате дека ќе се соочи. Бидејќи знаете, кои гледаме бројките, а бројките се основа на било која политичка анализа, Никола Груевски апсолутно добро ги темпираше локалните презателски избори, бидејќи по мене тоа беше последен момент кога тој можеше да извојува како таква победа која можеше да презентира како убедлива пред македонските гласачи. Секој понатамошен тајминг ќе беше многу проблематичен за него, вклучително избори на есен, можни предвремени, иако денес постојат анализи дека Груевски помеѓу решавање на проблемот со името и предвремени избори ќе одбери предвремени избори, сепак не мислам дека Груевски ќе ризикува, бидејќи они со 63 пратеници така тешко ја менаџира политичката сцена, со пратеник под 60 ќе му биде многу тешко. Има некаква динамика на разврска на состојбите и за среќа таа динамика на разврска на состојбите можеби се помалку и помалку зависи од Груевски, односно што Груевски ќе замисли и ќе планира. Меѓународниот фактор, кога би зависела таа меѓународниот фактор очигледно го врти вниманието кон овие 2-3 невралгични точки на Балканот, нели почнувајќи од Дејтонската Босна, недоразрешениот статус, односно недоафирмираниот статус на Косово и Македонија, која што фактички во одредени моменти може да биде и во една најексплозивна позиција. На изборите 2006 година Никола Груевски смени бојата на партијата, ДНС да само го сменува знакот на партијата. Каква политичка порека всушност сака Бранко Цренковски да испрати со една таква промена на символиката на партијата? Колка е разликата и колку е мал чекор помеѓу таа хомогенизација што се случува во СДСМ и газањето на демократијата во СДСМ, без малку конгресите поминаа така глатко и еднодушно и едногласно, кој што не поминувале ни 5-тиот ни 6-тиот конгрес на СКЈ во времето на Јосип Брз Тито. Се плашите дека не знам дека во СДСМ ќе се случи тоа што Никола Груевски го прави со парламентот во Македонија, потполно ќе биде изгазена таа демократија. Напротив. 9-тиот конгрес покажа дека СДСМ е во тешка ситуација, дека Бранко Цренковски го гледаат како спас за ревитализирање на таа партија и му дадоа полн легитимитет. Тука се согласуваме. Колку е проблематичен тој менталитет, еден човек да се гледа како спасител, еден човек да може да спаси партијата, еден човек да спаси државата. Не е проблематичен, особено затоа што кога ги гледате новото раководство на СДСМ, значи кадри кои што не биле во партијата, јас завчера влегов во партијата, втор пат во живот влегов во партијата, и капацитетот на Бранко Цренковски да понуди такви кадри, ќе видите дека всушност тоа се луѓе кои што се, да не го цитирам сега, председател Иванов со интегритет, јавноста знае за многу од нив, ме знае мене, ги знае другите председатели, знае. Мислите дека ВМРО ви се плаши? Не вас, не генерално новиот состав, бидејќи ВМРО ДПМН не го ни поздрави новиот состав, веднаш излезе со одредени квалификации, поприлично негативни. Луѓето кои кочеле реформите, луѓето кои биле, не знам, скриени играчи на Бранко Цренковски и така натаму, големи црни ѓаволи собрани во новиот тим на СДСМ. Значи, имам чувство дека Никола Груевски поприлично исплаши во моментот, се плаши од албанците и тоа што ќе направи внатре надвор од коалицијата, се плаши дека можеби ќе му падне одговорноста да го реши проблемот со името и се плаши дека СДСМ може направи многу подлабок рез отколку што ти очекува. Јас бев пријатно изненаден од реакцијата на ВМРО-ДПМН. Знам дека до 3 часот пополноќ седеле и барале црни дамки во секоја биографија на членовите на извршен одбор. Пријатно изненаден во смисла дека тоа реално покажува дека не се плашат.
И нормално се плашат, тие ги знаат новите луѓе. Кој знаат СДСМ од Груевски или Груевски од СДС? Бидејќи со ова што го направите, свинам, со ова што го направите сега, со начинот на функционирање, стисната тупаница, не знам, Груевски ја менува бојата, вие го менувате символот, не знам, Груевски направи едни драматични резови во панорама, вие ги направивте во Охрид и така натаму. Имам чувство дека СДСМ како подсвесно да признава дека Груевски може да се порази само на груевистички начин. Напротив, сега ќе ви кажам клучната разлика. Груевски го направи тој точно, донесе нови кадри, но неговата лична компонента на авторитарност во неговиот карактер, која што се транспонираше по пирамида надолу до последниот практично чувар во владата и во партијата, таа е драматична и таа ја прифатија членовите на ВМРО, бидејќи беше според нив услов за победа. Ние ќе одиме контра. Значи вие ќе видите, јас ви кажувам во моје име, дека таа демократизација која што се случува во моментов во СДСМ, многу брзо ќе излезе на површина и многу брзо ќе препозна јавноста. Знаете, СДСМ со демократизација изгуби 3 избори. Вие да го победите Груевски треба да очекувате меѓу 350-380 гласови. Во моментот СДСМ тежи некаде без коалициони партнери некаде околу 220.000 гласови. Значи тоа тврдо членство е некаде околу 200.000 гласови. Градоначалниците освои некаде околу 268, значи 272, ви треба некаде околу 100 до 120.000 гласови да ги добиете на своје конто, за да може да го поразите Никола Груевски. Да, нас ни треба членството, кое што ќе се проширува, веќе има многу најави, и ни треба заспаните гласачи. Заспаните гласачи... Ви требат ли коалициони партнери, бидејќи вие ги немате? Бидејќи тоа што се случи во општина Центар, да речеме, кога и НСДП и ЛДП безмалку го донесоа на чело на Советот во општина Центар Здраве, поранешниот председавач на Советот, кај што СДСМ всушност се водеше главната своја политичка битка, околу тоа нема споменици, нема Александар и така натаму, покаже дека коалиционите партнери апсолутно не веруваат во капацитетот на СДСМ. Да, зборуваме за период пред 10 конгрес, така? Значи тоа е период кога немаше... Јас не можам по конгрес да ви ги рачунам. Па јас ви кажам тоа беше во недела. Сега знаете, малку тоа ми доаѓа Исус Христос пред новата и по новата. Дали вие лично сте изненадени од новата екипа на СДСМ? Да, изненаден сум, тоа не е спорно. Меѓутоа исто сум изненаден кога дел од новата екипа ми цитира дека ова е времето пред Бранко и после Бранко. Ајде да зборуваме за Исус Христос во македонската политика. Така е, ајде да зборуваме за од недела навака. Бидејќи реално се случија драматични промени. Само 3 дена има, јас немам временски отклон за да можам да зборам од недела нам. Да го проектираме временскиот отклон, се да сам има принципиелен став и ние тој ќе го кажеме и во јавност, дека ние сме спремни да коалицираме со сите незадоволници од власта на ВМРО ДПМН. Дали ако во Република Грција се случат предвремени парламентарни избори после поразот на Караманлис на европските избори минатата недела, може да се очекуваат предвремени избори во Република Македонија? Што денес ќе се случи, господине Ѓунер? Ако Караманлис губи така како што губи на последните евро избори во Грција, ако грците најавуваат можни предвремени избори на есен, ако Никола Груевски го губи можеби својот најсилен партнер на Балканот, бидејќи дури на председателските избори се види, на локалните избори се види, секој што му е на Груевски тешко, тогаш доаѓаат добри топки и добри на некој начин центаршути од страна на Грција, дали е тоа Дора Балкани, дали е тоа Караманлис. Тој се случи. Или кој од Диамантот. Или кој од Диамантот, не е важно. Меѓутоа, ако Груевски ги изгуби во наводници свој стратешки партнер, а тоа е Караманлис, кој би можел да биде поразен на предвремени избори, што тогаш ќе прави Груевски? Па Груевски ќе го прави тоа што и досега го правеше, со тоа што дури сега ќе има еден изговор повеќе и Караманлис, односно партијата на Караманлис и партијата на господин Груевски припаѓа на европската десница. Тие имаат некакво братимење по таа линија на европската десница. Сега дури ќе вели дека и социјалистите грчки сега се разбира се тие кои што ја мрзат Македонија, не ја сакаат Македонија и така натаму. Мислам дека тоа за Груевски ќе биде една нова ситуација да развие една нова деструктивна креативност, се разбира, доколку е можна оваа контрадикција да се изговори. Врз кога ќе биде последен притисокот? Дали може би притисокот врз СДСМ сега и врз Братко Црвенковски околу решавање на проблемот со името ќе биде многу посилен отколку врз Груевски? Тој притисок во СДСМ е иначе иманентен. СДСМ е одговорна партија. Тоа се покаже наназад многу години. Еве, последен таков пример е 2001 година, кога без некакви поголеми разговори, без некакви поголеми приговори, прифатија за одреден период да бидат да членуваат во така наречена концентрациона влада. Ако дојде ситуација во која што работите ќе се изострат или ќе се усвитат до толкава мера за да не се може без СДСМ,
СДСМ се разбира дека ќе ги подметне плеките. Тука јас немам дилеми.